Почитувани граѓани, кариеристот Димитров конечно призна дека Македонија преку него и Заев премногу и ветила на Бугарија со надеж дека ќе го реши спорот. Иако на излазот од неговата кариера реши да замине со обвинувања кон неговите довчерашни соработници, тој по ништо не се разликува од Заев и Османи. Димитров заедно со Османи ќе останат запаметени како најнеспособните шефови на македонската дипломатија. Тие се пријатели по функција, непријатели кога таа не ги спојува. Додека Димитров обвинува за предавство, Ковачевски мудро молчи за тоа кој одговори Македонија ги дала на пакетот 5+1, кој е испратен од Софија како предуслов за поддршка за преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција. Патем оваа делегитимирана влада на СДСМ чека став од страна на Бугарија по однос на овие одговори, иако никој не е запознаен за што преговарале Заев, Димитров и Османи. Дали македонската јавност повторно ќе биде изманипулирана и зад декларативна заложба дека ќе се почитува резолуцијата, Ковачевски по стапките на својот ментор Заев ќе ги подрива македонските позиции. Додека СДСМ звучи какафонично и дава различни изјави во однос на спорот со Бугарија, Османи континуирано се раководи од предлозите на другите земји членки. И секој добиен предлог нема му се чини како нова шанса за брзо решение, без при тоа да се заземе јасен став околу најкомплексното прашање за македонскиот идентитет. Почитувани граѓани, на состанок во Бугарија на Советот за национална безбедност за прашањето кон Македонија се донесе јасен и конкретен став. Додека во Македонија се држат во тајност одговорите за пакетот 5+1, кои се доставени до Бугарија на самитот на НАТО во Рига уште пред 2 месеци. Ковачевски е должен да ја одговори на јавноста кои одговори се дадени и истите детално да ги образложи пред целата македонска јавност. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам прашање кое што стигна до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Како ВМРО ДПМН ќе ја води расправата за избор на владата? Дали сите пратеници ќе се пријават за збор? ВМРО ДПМН максимално ќе ги искористи своите институционални можности и ќе ги искористи 48 часа за расправа во Македонското собрание со цел на јавноста да и докаже дека ова е уште една резервна и како и претходната најнеспособна влада на СДСМ. Ви благодарам.